Здруженијето за заштита на правата на текстилните работници најавува представка до надлежните инспекциски служби и ќе бара нивна итна реакција за состојбите во виничката фабрика Трико, каде веќе трет ден штрајкуваат околу 250 работнички. Вчера бевме на терен, значи вчерашното кажување на работниците кое што е денеска сакаме да оставиме институциите да видиме дали би постапиле, пошто направивме ние укажување. Фактички укажуваме со нашите пресови кои што се одржаат дека треба да се постапи. Ако не се постапили во текот на утрешниот ден, ние од утрото ќе направиме барање заеднички и ќе ги испратиме до надлежните институции. Помош од инспекцијата бараат и работничките кои вчера се пожалеа дека за период од 4 месеци примиле по 8 денари плата, додека книговодствено во УЈП бил прикажан личен доход од 15.000 денари по работник месечно. Овој случај за нив е економски и правен преседан и бараат инспекцијата детално да го прегледа. Нека да излезат тие инспектори, нека кажат дали са виделе, има инспектори по сите фирми одат кај нас, дали са дојделе, дали са превземале нешто. Една година да чекаш ти еден денар да не земеш, стварно е срамота. Дополнително, работниците се закануваат и со тужби. Па сега како што сме соберени имаме намера да поднесеме групна тужба и до УЈП до Скопје. Предходно Гласно и Хелсиншки на идентичен начин реагираа и за случајот со неисплатените плати и прекршување на работничките права во кривопаланечката конфекција Кодоро Ото. По нивна интервенција и реакција на трудовата инспекција, оваа фирма беше казнета со глоба од 67.000 денари.